Сочуваните подни мозаици кај нас представуваат комплетно сликарско дело на античката и на ранохристијанската уметност. Тие без друго се сликарско творештво на своето време. Оваа уметност е родена скоро 3000 години пред нашата ера на Блискиот Исток. Пренесена е во Европа преку Грција. Во постарите антички периоди за оваа ликовна техника, особено за подните мозаици, се употребуваше грчкиот назив литостротон. Денешното име мозаик, односно мусивум опус, е познат од доцната антика во еден документ од периодот на Диоклецијан. Мозаикот како специфична ликовна креација употребува природен материјал, разновиден камен, мермер и друго. Македонија е доста богата со оваа уметност. Досега подни мозаици се откриени на повеќе локалитети. Поважни меѓу нив се Стоби, Хераклеја, Охрид, во последно време Баргала кај Штип и други. Хераклеја Линкестис, главниот град на античката горномакедонска област Линкестида, во непосредна близина на Битола, денес е значајна покрај другото и со своите подни мозаици. Сите досега што се откриени во Хераклеја датираат од доцната антика и може да се поделат во две групи. Првата или постарата се доцно-римските мозаици, а втората, многу позначајна, се ранохристијанските. Според организацијата, мотивите, стилот, како и употребените шеми во изведбата, мозаиците од Хераклеја упатуваат кон констатацијата дека корените на нивниот праоригинал треба да се бараат кај римскиот класичен мозаик, иако подниот мозаик во Македонија има своји постари еленистички почетоци. Во Хераклеја подниот мозаик се совпаѓа со урбаниот развиток на градот, кој што во значителна мерка бил распространет во раноцарската епоха од хераклејската римска историја, која би можела да се земе за почеток на појавата на подниот мозаик. Според организацијата на мозаичните килими во Хераклеја, застапени се следните видови. Мозаичен килим со единствено мозаично поле обкружено со бордура. Мозаичен килим со две мозаични полиња обкружени со бордура. Мозаичен килим со две мозаични полиња,
од кои едното е со полукружна форма и исто така обкружени со бордури, како и мозаичен килим каде што мозаичното поле е поделено на паноа што ги обкружува бордура. Што се однесува до мозаичната техника во изработката на мозаиците во Хераклеја, застапени се следниве. Опус сигнинум, каде што мозаичниот материјал, односно камчињата, се во својата природна форма. Потоа опус сегментатум, каде што мозаичните камчиња се кршат од поголеми плочи и ја задржуваат формата добиена со ударот. Понатаму се среќава техниката опус сектиле, каде што мозаичните камчиња или плочки претходно се обликуваат во правилни геометриски форми, квадрати, триаголници, осмоаголници, елипси и друго. И најпосле техниката опус тесалатум, каде што мозаичните камчиња се кршат и се обликуваат во мали коцкички. Доцноримските мозаици во Хераклеја се откриени во два профани, разрушени објекта, источен и западен, надвор од доцна античкиот зид на градот. Кај западниот објект, едниот мозаик е со геометриски слики на кругови, што се пресекуваат, како и четворокраки звезди во комбинација со триаголници. Вториот мозаик е со фигурална представа на морски пејзаж, односно риби. Кај источниот објект, мозаикот е со геометриски слики на ромбоиди и кругови. Иако мозаикот од наосот, предворието на малата базилика, се наоѓа во ранохристијански религиозен објект во техника опус сектиле, истиот може да се стави во доцноримските мозаици, што е чест случај кај подовите на профаните разурнати објекти во доцната антика. Кај овој вид мозаик има повеќе различни геометриски представи. Доцноримските мозаици во Хераклеја датираат од 4. век, како и овој од предворието на малата базилика, која во тој период била можеби епископска црква. Сите до денес откриени ранохристијански мозаици во Хераклеја се изведени во техника опус тесалатум, односно со скршени мозаични камчиња, обликувани во мали квадратни коцкички. Најстарите мозаици датираат од првите декади на првата половина на 5. век, и тоа мозаикот од централниот брод и ѓакониконот на големата базилика. Мозаикот од централниот брод има композиција од шари, каде што се сочувал латински надпис на ктиторот. Vinica domesticus laboravit a propecatis sui, што значи Vinica domesticus го направи заради гревовите своји. Латинските надписи се доста ретки кај мозаиците во Македонија, па примерот од Хераклеја представува вистинска реткост. Неправилноста на просторијата од ѓакониконикот овозможи кај овој мозаик да има и опшиен дел со композицијата од рибји крлушки. Кај бордурата има слика на синусоида со бршленови листови, додека лента од двоен преплет го обкружува полето, каде што има композиција од кругови што се пресекуваат. Во овој период веројатно е изградена и големата базилика, на што упатуваат и придржувањата кон класичните модели кај овие два мозаика. Мозаикот од катехуменеумот, аулата или помошната одаја, во Хераклеја е со бордура од кругови што се пресекуваат. Композицијата на полето е геометриска со представи на ромбови, квадрати и кругови, која ја пресекува кружно пано во форма на триаголници и со Соломонов клуч во средината.
Комбинацијата на геометриски и фигурални представи има кај мозаиците од ексонартексот, надворешната припрата на Малата базилика и крстилницата. Источниот килим од мозаикот во надворешната припрата е со бордура од лента која формира кружни и квадратни полиња, во кои се представени птици и кошнички со овошје. Лента од двоен препред која формира и мали кругови го обкружува полето, каде има геометриска форма слична како и кај помошната одаја, наречена катехуменеумот, но со поединечни слики на садови, геометриски мотиви или кошнички во малите квадратни полиња од композицијата. Западниот килим од ексонартексот е со бордура од осумаголници што се пресекуваат. Во полето има композиција што прави двочлена лента и која формира конкавни и спупчени квадрати, каде што има мотиви на плодови и на птици. Меѓу овие два мозаика се наоѓа средишен килим, направен веројатно после некоја преправка на надворешната припрата. Овде има представено симетрични мотиви на кантарос, чаша, пехар обкружен со пауни или со животни, како и кошнички со овошје наоколу со птици. Мозаикот во крстилницата што се наоѓа околу базенчето е расчленет во повеќе мозаични полиња со геометриски слики, меѓу кои има и фигурални слики. Најзначајна група од ранохристијанските мозаици во Хераклеја се оние со фигурални представи, и тоа во северниот кораб, во западниот додаток на црквата и во западната просторија од северната капела на големата базилика, како и во мозаиците од 4 простории на епископската палата. Со своите стилски, уметнички, иконографски, естетски, како и технички квалитети, се издвојуваат мозаиците од северниот кораб и особено мозаикот од нартексот, западниот додаток на црквата на големата базилика, изработени помеѓу 470 и 480 година, веројатно од две групи мајстори или од две различни ателија. Во паноата од мозаикот на северниот кораб, обкружени поединечно со бордури од геометриски мотиви, прикажани се животни, птици, риби, како и мотив на четворокракат звезда.
Бордурата на мозаикот од западниот додаток на црквата е изведена од специјални линии наречени свастика во комбинација со осмоаголници, каде што има прикажано барски птици и морски риби, како и растителни мотиви. Следува лента од брановидна линија. А во полето има мотив на омвошна градина. Во комбинација со украсни дрвја, медитерански бор и кипариси, од кои се сочувале трагови, представени се црешна, јаболкница, маслина, урма, круша, смоква и калинка. Во овој простор се прикажани и сцени од борба помеѓу лав и бик, како и сцена од лов. Гепард растргнува срна. Поединечно, во напрегната состојба, се прикажани дивојарец и пес, врзан за смоквата. Целата оваа композиција е облагородена со мотиви на трендафили и тетивика, како и разни видови птици. Повеќе видови гулаби, од кои некои држат црвени ленти, представени во лед или како јадат од овошјето. Меѓу двата кипариса што даваат изглед на алеја, се наоѓа централен медаљон со симетричен мотив на чаша, кантарос, од кого излегува винова лоза, обкружена со елен, срна и паун, како и слика на трендафили и тетивика. Единствено композицијата на медаљонот упатува кон христијанската порака на мозаикот, не оставајќи празен простор во изработката што е особена карактеристика за ранохристијанските мозаици.
Овој мозаик представува збир на традициите од блискоисточните сваќања за уметноста, потоа на традициите од римскиот сликан пејзаж, описите на градините во античката литература, како и на остатоците од елинистичкиот Александриски нилски пејзаж. Покрај овие квалитети, особено со богатството и усогласеноста на боите и нијансите, мозаикот го вбројуваат помеѓу најубавите остварувања на рано христијанските мозаици на територијата на тогашната христијанизирана Римска империја. Во досегашната научна литература постојат две интерпретации за иконографијата на овој мозаик. Едната е дека овде е прикажан христијанскиот космос, втората дека се прикажани годишни времења или сезони. Мозаикот од западната просторија на северната капела на големата базилика е обкружена со бордура со мотив од лотосов цвет. Во јужниот дел од полето има геометриска композиција на квадрати со впишани цветови, додека во северниот има симетрична композиција, кантарос, чаша, обкружена со елени и пауни, како и птици, помеѓу ластуните на виновата лоза. Мозаикот датира од првата половина на 6. век. Од овој период датираат и мозаиците од 4 простории на епископската палата. Мозаикот од апсидалната полукружната одаја на епископската палата е со 2 полиња. Апсидалното полукружно поле е со композиција на рибји крлушки, додека правоаголното поле е поделено на паноа, каде поединечно се представени симетрични композиции, сцени од лов или морски пејзажи. Во одаја 2 од истата палата има мотив на кантарос, како фонтана, со шишарка од која истекува вода, а е обкружена со елени, како да пијат вода од рајските реки. Во одајата 3 од епископската палата, источното поле на мозаикот е со геометриска форма, додека кај паноата на западното мозаично поле се прикажани кантарос и елени. Во 4-та одаја на епископската палата, јужното мозаично поле е со композиција на рибји крлушки. Додека северното личи на овошна градина со сцени на лов меѓу животни. Како кај доцно римските, така и кај ранохристијанските мозаици од Хераклеја, карактеристични се белата, црвената, зелената, сината и жолтата боја. Со исклучок на мноштвото бои кај мозаикот од западниот додаток на црквата што се вика нартекс. Мозаичниот материјал е од локално потекло, особено мермерните камчиња. Меѓутоа, донесените вештачки пасти вкомпонирани во мозаикот, ни до ден денес не е откриено на кој начин и од каков материјал се направени.
Najgolem broj od ovije mozaici se delo na ateljeja od lokalen ili od poširok regionalen krug, su isključok na onije od severni od Korab i Narteksot na golemata bazilika, koji se delo na ateljeja od nekoj pogolemu etnički centar na epohata. Realizmot kako likoven izraz je evidenten ka i figurativnite mozaici. Особено кај мозаикот од Нартексот и северниот кораб на големата базилика, иако среќаваме и стилизирана и маниристичка форма. Значајна улога за согледувањето на развојот на подниот мозаик во Хераклеја имаат и античките ретушеви, дополнителни поправки врз мозаиците. Така, веројатно кон крајот на 5-тиот или почетокот на 6-тиот век, се поправени некои оштетувања кај мозаикот од надворешната припрата на малата базилика и се прикажани паун, гуска и хазардна карта, кои што одскокнуваат од постарата изработка на мозаикот. Исто така во првата половина од 6-тиот век се поправени оштетувањата кај некои стебла од мозаикот во Нартексот, како и дел од брановидната линија. Крајот на владењето на Јустинијан I, односно нешто по 565 година, може да се смета и за крај од развојот на античкиот мозаик во Хераклеја, а може би и во континентална Македонија. Втората половина на 6-тиот век дава впечаток дека веќе период на груби поправки и преправки. Така, мозаикот од одајата 3 на епископската палата е пресечен со канал, а со канал е пресечен и мозаикот од надворешната припрата што се вика ексонартекс на малата базилика. Во последните декади на 6-тиот век некои оштетувања на мозаикот од западниот додаток на црквата грубо се пополнети со плочи. Овие моменти, освен што укажуваат на крајот на развојот на античкиот мозаик во Хераклеја, укажуваат и на економското осиромашување на градот. Воедно, овие моменти имаат големо значење и укажуваат дека после Јустинијан I Балканот доживува голема економска и општествена криза, што било битен предуслов и за доселувањето на словените, како и за стагнирањето на античката цивилизација во Македонија. Мозаиците во Хераклеја овозможуваат најпотполно да го согледаме развојот на античкиот мозаик кај нас. Според досега откриените податоци за мозаиците во Хераклеја, 5-тиот и првата половина на 6-тиот век се најзначајните периоди во мозаичната продукција. Мозаиците од Хераклеја представуваат наше драгоцено богатство од времето на ликовните уметности на антиката, па затоа заслужуваат и посебна општествена грижа и заштита како споменици на културата од највисок дострел.